Pa vidite, stvarno imam dobijeno mnogo nagrada i priznanja, makar da ja ne работех за награди за признания, но сепак е пријатно чувството кога некој ја следе твојата работа и на некој начин добиваш признание. Која награда? Сите награди ми се пријатни и драги, но заради времето, речеме, ја би спомнал за мене најдрага наградата што ми ја даде Република Македонија, националната висока награда Свети Климент Охридски за достигнувањата во областа на образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развој во 90-тите години. Пред тоа добив исто така една висока награда, југословенска, која за прв пат се воведе за научно-истражувачка работа во областа на менталната ретардација. И таа награда ми беше вручена во Лјубљана, таму беше седиштето на наградата, доктор Златан Сремец наградата. Се разбира, ми се драги и ордените што ги добив. Во оваа прилика бих кажал, речеме, орденот на трудот со златен венец, потоа плакетата за хуман човек во хуманите активности и да спомнам минатогодишната светска награда што ја добив, 2000 милениумскиот златен медал на честа за изабран поединец од светот, исто така за моите хумани активности и научно-истражувачки работи во областа на лицата со хендикеп. Award which the Mother Teresa Citizens Association has bestowed upon our organization. Наистина со голема гордост ми тоа исто така со голем коризност во името на Високиот комисар.
може да започне свечеността и врачувањето на наградите 11 октомври. Прославата се Почитувани дами и господа, почитувани лауреати, драги гости и пријатели. Врз основа на Законот за републичните награди и Правилникот за работа на Одборот за 11 октомври во 2003 година. За долгогодишни и особено значени остварувања во областта на науката и образованието, наградата се доделува на Институтот за македонски јазик Крстен Исирков и на професор доктор Љупча Едински, дефектолог. За долгогодишни и особено остварувања во областта на културата и уметноста, наградата се доделува на Таја Орменовски, виртуоз на кларинет, и на Зорица Пуровска-Велерска, прима кларинет. За долгогодишни и особено значени остварувања во областта на новинарството, наградата му се доделува на Борис Поклјорчев, новинар. Инаку на наградените им се доделува на поединец, диплома, плакета и паричен износ во висина од 8 просечни плати исплатени во стопанството на Република Македонија за тромесечието јули, август и септември 2003 година, а на организацијата диплома и плакета. Денеска сме овде во Собранието на Република Македонија за да присуствуваме на врачувањето на наградата 11 октомври. Го поканувам професор доктор Трајан Муцевски, председател на Одборот